најавените проекции, ребалансот на буџетот е со планиран буџетски дефицит од над 6%, што како таков ќе биде финансиран со нови задолжувања, без при тоа да биде создаден нов продуктивен ефект во економијата. Со овој ребаланс предвидени се финански средства од над 200 милиони евра, кои според наши сознанија со голема веројатност ќе бидат користени во форма на државни трансфери и со отворена можност да бидат злоупотребени како форма на предизборен подкуп. Повеќе од очигледно е дека главниот фокус и на овој ребаланс нема да биде индустријата и реалниот сектор, но затоа секој семејство во Република Македонија ќе биде задолжено со нови 400 евра. Истовремено да не забораваме дека токму оваа владеачка структура го крена долгот и на досега највисоко ниво од независноста на државата, односно над 7 милиарди евра или околу 63% од бруто домашниот производ, со подсетување дека задолжувањата и натаму се зголемуваат со забрзувано темпо, на што алармираше и Народната банка. Слушајќи декларативни заложби за зголемување на капиталните инвестиции, истовремено заклучуваме дека реализацијата на истите заклучно со мај е едва 22%. Власта ветуваше раст од бруто домашниот производ 5% секоја година, но резултираше со просечен раст од 0,7% за 4 години, а при тоа дополнително констатираме дека бруто домашниот производ во првиот квартал е опаднат за 1,9%, споредено со минатата година. Целиот економски пристап на владата практично се сведува на многу зборови, но малку дела. Преку планот за финансирање на заздравувањето и забрзаниот економски раст, повторно се најавува зголемување на вкупните инвестиции во економијата, намалување на фискалниот дефицит на среден рок и задржување на долгот на стабилно ниво, но како да повторно се случува, токму спротивното. Доказ за тоа е неодамна објавената анкета од Германската стопанска комора, според која дури 59% од големите германски инвеститори работата на македонската влада ја оцениле како лоша, 31% одговориле дека не би инвестирале повторно, што е најголем процент од 2012 година до сега. Најлоша оценка има борбата против корупцијата и криминалот. Народот е се посиромашен, постојано растат цените на храната, поради што и животниот стандард од месец за месец е се полош. Компаниите се на раб на ликвидност, голем број на граѓани ги губат своите работни места, а соодветни и навремени решенија нема на повидок. Во време на силна економска криза недостасува вистински диалог помеѓу клучните три партнери, односно владата, работодавците и синдикатите, без чија целосна синхронизација скоро да не е возможно безболно надминување на оваа тешка економска криза. Во време на криза корпоративниот сектор има потреба од поддршка, поради проблеми со ликвидноста и солвентноста, особено кај микро и малите предпријатија. Невозможно е да се остварат позитивни резултати без реални стимулативни мерки и активности што ќе помогнат во зачувањето на работните места во приватниот сектор, зголемување на продуктивноста на производните дејности и посебно во извозниот сектор. Поголема поддршка за земјоделство, дополнителен поттик кон секторот за туризам и угостителство. Напротив, во сите тие сектори сведоци сме на општо незадоволство и разочараност од непостоење на јасен концепт, програмско дејствување и соодветна реализација. Постојано предупредуваме дека сите стимулативни мерки покрај решавањето на акутните проблеми мора да имаат и развоен карактер, односно покрај поддршката која ќе ја даваат на стопанството и граѓаните, истовремено да поттикнуваат и нови инвестиции, проширување на капацитетите и нови вработувања. Но во реалноста, за жал, повторно, како да ја гледаме само спротивната слика. ВМРО-ДПМН отворено ќе се спротивстави на ваков ребаланс на буџет, кој никако не може да се квалификува како развоен, и во наведената насока нашата пратеничка група е подготвена да понуди рационални решенија. Преку конкретни амандмани ќе дадеме соодветен одговор во насока на креирање на продуктивен ребаланс, што ќе биде во интерес на граѓаните и компаниите. Во оваа пандемска и економско-финансиска криза, ние пратениците, а верувам и сите граѓани, посекуваат да видат ребаланс кој ќе даде дополнителен придонес за забрзан регионален развој, по ефикасна заштита на животната средина, поголема финансиска помош на компаниите, далеку постимулирани земјоделци, по ефикасна администрација, по квалитетно здравство, современо образование, задоволни пензионери
и зголемен степен на верба кај младите во перспективата на Република Македонија. На потек се владата и мнозинството, кои ќе имаат можност да покажат дали на преден план е вистинска економска стабилизација и забрзаниот економски развој или повторно ќе надвладаат тесно партиските интереси. Ви благодарам за вниманието. Дали има прашање? Не споменавте за амандмани дали кој поднесе сатаничката група на ВМРО-ДПМНЕ и споменавте дека има таргетирани групи кои што ќе имаат поречено како е ребаланс, дека не се опатниците, читаме во сообщенијата однесо во жудикатите, дека имаат само административците, немаат да се земјоделците, дали сметате дека тоа е нешто што се пројава во план да речеме ќе понудиме голем број амандмани кои што ќе имаат за цел да биде ова рационален и развоен ребаланс на буџетот. Праксата од минатото ни покажува дека и најквалитетните амандмани кои што се во интерес на мали општини, кои што се во интерес на одредени категории граѓани, ги одбива мнозинството. Они веќе си имаат определено во каков правец сакаат да го движат ребалансот, но ние ќе бидеме проактивни во таа насока да им покажеме која е алтернативата, како би изгледала една кредибилна економска политика предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Како што спомнав, овој е буџет кој што наместо да биде развоен, е концепиран да биде буџет кој што меѓу другото ќе служи и за предизборен поткуп. И веројатно легитимното прашање е како ќе дојде до тоа. Ако го погледнете ребалансот на буџетот, ќе видите дека тој најавува зголемена ефикасност на даночните служби, односно што ќе се случи, ќе има репресија врз компаниите и врз граѓаните да се обезбеди повисок степен на наплата. Ова е буџет кој што се потпира на 3,5 денари зголемен данок, односно граѓаните ќе треба да плаќаат по 3,5 денари повеќе на секој литар дизел гориво. Не само граѓаните, и компаниите кои што се зависни од овој ресурс. Истовремено, ако го погледнете буџетот, дополнително ќе видите дека, односно ребалансот на буџетот, дополнително ќе видите и најава за нови даноци кои што се во неговата содржина. Што значи социјални трансфери, непродуктивно трошење, односно ќе видиме повторно нема да има развоен план во делот на капиталните инвестиции, компаниите секторски ќе останат незадоволни, земјоделците нема да добијат соодветната помош, но ќе има таргетирано користење на буџетските средства на штета на кого? На штета на граѓаните и компаниите. И граѓаните инсистираме да бидат свесни за тоа, но и да знаат дека ќе дојде време кога ќе има влада која што рационално ќе ги троши буџетските средства во насока на отварање повеќе работни места и создавање продуктивна економија. Ова е користењето на јавните средства за озаконување на корупција. И жалам што имаме ваков ребаланс пред нас. Дали може да се каже дека ВМРО-ДПМНЕ е доблизнала со странските договори и за конкретен случај дали хартијата се ваше езагледена А како што каже и господинот Милошовски во својата изјава, право на секоја суверена држава е да си димензионира како ќе ги заштити своите стратешки интереси. Јас сум на линија на неговиот став, знам дека тоа е партискиот став, дека ВМРО-ДПМНЕ пред се ја признава волјата на граѓаните, тоа што народот неколку пати го има кажано и ние ќе действуваме во насока на тоа што е стратешки интерес на македонските граѓани. И тука ние ќе го насочиме нашето действување, како што кажав, согласно народната волја веќе определена на референдум кој што се одржа во 2018 година. Интерес на нашата политичка партија, и ние на тоа работиме, беше членство во НАТО со заштита на македонските национални интереси, е членство во Европската Унија со заштита на македонските национални интереси и веруваме дека тоа може да биде остварено. Суштинското прашање, јас ќе се согласам тука пред со претходната изјава, е дека приматот за развој на Република Македонија, во насока на тоа што окажуваат и нашите стратешки партнери од Соединетите Американски држави, треба да биде во делот на борбата против корупцијата. Вие какви и да создавате предуслови во делот на надворешната политика, вие доколку немате реформирано правосудство, вие доколку немате јавен сектор кој што работи во интерес на граѓаните, имате корупција од најниско до највисоко ниво, вие не можете да ги остварите вашите стратешки цели, бидејќи вие сте некредибилен партнер.
И ако гледате поставеноста на Соединетите Американски држави во делот на санкциите кои што ги даваат за поединци, само во нашиот регион, да не одиме пошироко, примарно се санкции насочени кон тие за кои што има сериозно сомнение дека вршат сериозни коруптивни активности. Видете, тоа е легитимно прашање кое што треба да го поставите до владата на Соединетите Американски држави. Многу некоректно е од моја страна, како активен политичар во Македонското собрание, да шпекулирам за одлука на владата на Соединетите Американски држави.